се обидуваме да дознаеме каква е состојбата и во другите градови низ Македонија. Не сме фокусирани само на главниот град, така што сакаме да слушнеме како сите оние помали градови и околните и во внатрешноста се справуваат со коронавирусот и дали генерално се почитуваат препораките и мерките на владата. Добро утро, господја Арифи, дали се слушаме? Добро утро, да. Како сте? Добро, одлично, работно, во редуцирана форма. Морам да кажам, малку ни е тивко во студиото, малку и ми фали оној секојдневен џагор, како е кај вас во вашиот кабинет. Дали одите прво редуцирани на работа во општината? Значи, ние сме вовеле фактички редукција со првата појава, значи на првите случаеви. Сме направиле редукција на администрацијата, со тоа што на секој сектор му е наложено да работи со минималниот број на луѓе. Секторот урбанизам кој може, например, да ги работи онлайн работите, пошто има голем дел од работите кои така ги извршуваат да ги завршат од дома. И исто така, значи, сме вовеле и редуциран состав, особено во делот на архивите и тие што примаат разни документи, затоа што сакаме да таму што помалку да имаме изложеност на луѓе, додека во нормално јас и мојот тим сме на работа. Имаме секој вторник, значи, редовни координации на општинскиот штаб, каде што учествуваат директорите на болницата, шефот на полицијата, на ЦУК, на другите институции кои се тука во Тетово, додека другите денови, значи координацијата ја вршиме онлайн, а се сретнуваме само во вторниците, тоест, значи, денеска во 10 часот во однос на меѓусебно информирање и евентуално интервенирање таму каде што сметаме дека треба да се интервенира. По наша одлука како штаб, значи од минатата недела, значи четвртокот е пазарен ден во Тетово, минатиот четврток дадовме налог пазарот да не се одржува како таков и сите не испочитуваа, фактички беа затворени сите пазари, за да немаме непотребно собирање на поголем број луѓе и се надевам дека денеска ќе имаме слична одлука исто така и за овој четврток. Бидејќи сте во постојана комуникација со сите служби засегнати, каков е вашиот впечаток, дали Тетово е доволно обезбедено за да се справи со коронавирусот, дали во болниците има доволно опрема и се што треба да има за успешно да се справи, да се поточно да се спречи ширењето на овој вирус? Видете, оваа ситуација е, мислам дека еден голем сериозен предизвик за држави и за градови, за системи кои се многу поразвиени, посистематизирани можеби од нашите системи, но ја сакам да ве информирам дека според последното апдейтирање со одлука и со според Министерството за внатрешни работи, значи службите во Тетово, овде во обврзна изолација, значи во нашата општина се 353 лица кои ги нормално надгледува полицијата во однос на изолацијата. До сега немаме ни еден позитивен од редот на тестираните. Според тоа што сме информирани од страна на болницата Тетово, клиничката болница, значи тие се спремни за да си ја завршат работата доколку имаме напредување, значи кон негативно на целата состојба, и тоа што е олеснување отворањето на повеќе пунктови од страна на здравствениот дом и на
системот на тестирање, за да го намали, значи, флуксот или евентуално повеќе зголемениот број, например, најпрво на барањата, евентуално за тестирање во болницата Тетово. И после тоа, значи, доколку вие немате прашање во однос на комуналните дејности кои ни се комплетно во работа, што значи дека све до пред 2 вечери, кога заврна снег, значи ние успеавме со дезинтал и со средства слични на дезинтал да измиеме најголемиот дел од улиците и уличките. Значи се вршеше дезинфекција, додека исто така денеска очекуваме да ни пристигнат уште 12 помпи за дезинфекцирање на помали простори, за да можеме, значи, да влеземе и во помалите делови каде што има население кое живее. Така да морам да им се заблагодарам и на комуналните работници, на работниците на ЈКП, на противпожарната единица кои исто така ускочи за да можеме да покриеме што поголем дел, имајќи го предвид фактот дека се работи за широка општина со многу населени места, така да очекуваме со поправка на малку на временските услови, имајќи го предвид фактот дека во планинските предели имаме снег, да можеме да продолжиме со истото темпо. Господја Арифи, ви благодарам за денешното јавување. Се надевам дека и понатаму бројот на потврдени случаи во Тетово ќе остане 0. Се надеваме сите со тоа што ги бараме, значи, од граѓаните да ги почитуваат сите одлуки на надлежните и нормално да останат дома и без потреба да не излезат од дома, на тој начин да можеме да имаме што помалку инфицирани и нашите капацитети да имаат можност да се справат со случаевите кои нормално дека сме во еден период кога очекуваме целиот тој број да иде нагоре. Ви благодарам и ние ќе продолжиме со истите апели. Се надевам дека после оваа пандемија ќе се видиме овде во нашето студио. Ви благодарам. Ви благодарам. Бидете поздравени.